Пристигна веќе нашиот втор гостин, веќе на сите добро познат каратист, но сега во улога на тренер по карате, тоа е Дејан Недев. Дејан, добро утро. Добро утро. Секогаш кога ќе те видам и секогаш кога ќе дојдеш, знам дека веќе има нешто за честитање, така што и да е, однапред ти честитам, а ти дополнително ќе кажеш за што станува збор, но не си само овој пат, заедно со Камелија и Филип, и претпоставувам дека и на вас треба да ви честитам, така? Да. Ќе ми кажете после за што станува збор, така? Да. Ајде прво малку да ве потпрашам. Ајде, Камелија, од тебе ќе почнеме како женско, нели, дамата секогаш има предност. Прво кажи ми колку години од твојот долг живот ти се занимаваш со карате? Па се занимавам некаде околу 4 години. Од 4 години до сега. И сега имам 12 години. И зошто токму каратето? Од сите возможни спортови во свет, што те привлекува токму каратето? Па не знам, каратето ми беше уште од мали нозен најомилен спорт. Да, и затоа почнав да тренирам уште од мала. И ти се плашат на училиште? Да. Да, не те чепкаат. Да. Доволна причина да се занимаваш со тоа. Ајде сега да го слушнеме и Филип. Филип, ти колку години имаш сега за сега? Па, јас сега ќе помнам 10 во мај 9 и... Аха, после изборите, добро. Мислам дека сите ќе ти го заборават овој ден за жал. Од твоите 10 години, колку време тренираш карате? Јас тренирам од 3 години карате. Значи 7? Значи 7 години веќе? Па да. Вау. И зошто? Па, тој ми е најумилен спорт. Кога го слушнав и кога го видов, ми се допадна. И јас си реков, ајде да го пробам и така. И многу си добар во каратето? Па да. Да, опасен си. И ќе бидеш уште подобар? Да. Ќе бидеш подобар од твојот тренер? Тоа ти е целта? Да. Да? Па, да ви кажам, не знам дали сте знаеле, дека и Дејан порано беше малечок, знаете тогаш, дека некогаш бил мал и млад? Да. Да? Добро што го знаете. И тоа сега те прашам, каква е сега разликата, во што повеќе уживаш, кога ти беше активен, кога ти освојуваше награди, или сега кога тоа знаење го пренесуваш на другите? Па можам да кажам од оваа перспектива дека подеднакво ми исполнуваше и тој период кога бев надпреварувач, но исто така и како тренер. Јас и напоредно едно време кога бев се уште активен и како надпреварувач, бев и тренер на помладите. И чувството е неописиво, значи да работиш со деца кои што се мали, кои што се млади, кои што гледаш дека имаат огромна желба за напредок, за успех и несебично се давам. Значи, цело на моје искуство, повторно преку точно нив. така, да, се навраќам јас кога бев на нивни години, како беше. Можам да кажам дека они се во многу поголема предност него ние што бевме. Од поглед на услови, од поглед на сите овие социјални мрежи кои што постојат ден денес, значи за нив е многу поедноставно да дојат до некое сознание, до некое информација, за разлика од нас, ние требаше да патуваме од Скопје, што ја знам, до Милано или до Белград, за да учествуваме на некои семинари, за да се стекнеме со нови знаења. А и обратно, за нив многу полесно веќе може да дознаат преку социјалните мрежи. Да. Полесно се афирмираш, предпоставувам. Да. Ајде сега да видиме, почнуваме од насловот 19 златни медали, што само по себе звучи импозантно, но би започнала со моментот на кој настан се добиени овие медали, со оглед на тоа што станува збор за европски шампионат во карате што се одржа кај нас. Точно така. Прво, колку е самото тоа значено кај нас едно такво европско првенство да се одржи? Па голема работа, бидејќи самиот факт говори дека после 20 години нашата федерација доби организација да биде домаќин на вакво едно големо надпреварување, говори дека не секоја година или секои 2-3 години може да се организира ваков голем настан. Значи, ние за прв пат бевме организатори 2004 година, исто така во Скопје, на Европскиот шампионат. Тогаш се надпреварував јас, мојот брат, мојата сестра, исто така и
на многу други репрезентативци кои што во моментов од најразлични причини не се активни, но исто така можам да кажам дека и тогаш бевме доста успешни. Ја освоив второ место, станав вице шампион на Европа и во поединачна и во екипна конкуренција. Но овој пат, тогаш Европскиот шампионат се држеше за кадети, јуниори и сениори. Овој пат исто така и децата беа на надпреварите. Значи првиот ден на 20 април настапија децата, каде што можам да кажам конкуренцијата беше огромна. И токму Филип и Камелија беа најуспешни. На возраст до од 6 години до 13 години се деца. Значи ти спаѓаше тука дефинитивно, така? Да. Во првиот ден. Ајде сега да слушнеме, млад господине, што освоивте вие? Ја освоив 4 златни медали. Вау! Многу им ги собра на сите, знаеш дека тоа не е културно. Домаќинси, гости дошле, ти им ги собираш златните. Имаше негодување маца од српската репрезентација. Но сега што е тука и ние кои идеме на нивен терен, па они победуваат и така. 4 златни. Ајде да ми ја обясниш малку категоријата, затоа што колку категории имаше воопшто? Па имаше, кај децата има 3 поединачни категории и 2 екипни. Значи тоа се оние стандардни кати, изведена на техника. Исто така договорена борба има кај децата, нема она слободна борба за да не дое до несакани повреди, бидејќи тие на таа возраст учат како да ги изведуваат ударите максимално со максимална контрола, исто така учат како да блокираат, како да ескивираат. И затоа што ударите и блоковите кои што постојат во каратето не се природни како во боксот. Например, има плејада постојат многу удари и со нозе, и со раце, и блокови, така да потребно е долг период на едукација за да тие дојдат до некое задоволително ниво, за да може сите овие надпреварувачки дисциплини покасно да ги практикуваат. И веќе таму после 14-тата година тие се може да, значи кога ќе дојдат во кадетска конкуренција, може да настапуваат и во слободна борба. 4 награди, тоа имаше таква борба договорена, така? Да. Договорена борба, но со противник. Да, со противник, Кој ти беше противникот, од каде беше противникот? Па противникот беше од повеќе беа од Србија. Аха. И затоа се навредле. Да. Да. Нешто друго освен злато освоивме? Па само злато. Само злато. Ах, штета. Браво. Нека ти се среќа, се шегувам. Камелија, ти? Јас освоив исто 4 златни и една сребрена. Да, настапав во 5 дисциплини, од кои неколку се екипно, а другите се поединечни. 3 поединечни и јас имав, мислам, уште 2 екипни. Браво, дечки, ало да ви е, стварно. Малку само да се напратиме на првенство. Од колку земји учествува и колку... Па да, значи учествува над 370 надпреварувачи од 15 репрезентации. Најсилните екипи кои што се во традиционалното карате, како една Полска, Романија, Израел, Србија, беа токму тука во Скопје и морам да кажам дека надпреварите беа доста силни, доста конкуренцијата беше огромна, но ние за овој надпревар се подготвувавме во континуите 4 месеци, секој ден, дури по 2 тренинга дневно. И ова не се први наши резултати во оваа категорија, тие исто така и надвор на меѓународни надпревари освојуваат исто така златни, сребрени, бронзени медали. И да кажам дека вториот ден, значи на 21 април, исто така се одржа борбите во кадетска, јуниорска и сениорска конкуренција, каде што имавме исто така наши представници. Исто така да ги споменам, сакам тоа сестрите Берти и Јана Милевски, кои што исто така освоија повеќе медали во поединачни во екипна конкуренција. Исто така Дамјан Донев освои златен медал во борби. И во ембу тоа е исто така една кореографија. Берта Милевска со Бојан Богдановиќ исто така освоја златен медал. Колку е тешко или лесно, односно кои услови треба да се исполнат воопшто да се добие да можност да се одржи едно вакво првенство?
Па Секако после 20 години сте го добиле, што значи мора некои услови да се исполнат, така. Секако се гледа активноста на федерацијата, односно и колку меѓународно учествуваме на сите тие надпревари кои што се според Европската и Светската федерација закажани на календарот, и исто така организацијски, дали претходно сме организирали некое вакво големо надпреварување. Ние до сега, значи нашата федерација, Македонска традиционална карате федерација, има организирано преку 10 меѓународни надпревари. Значи јас се сеќавам 95-та година уште јас во кадетска конкуренција за прв пат организиравме европски шампионат во кадетска и во јуниорска конкуренција. Знам, тогаш се сеќавам дека првенството беше многу убаво организирано и се организираше во универзалната сала. Да. Која што за жал изгоре. Јас се надевам дека ќе изградат уште поубава, понова, и затоа што тоа беше символ на нашиот град. И исто така, значи, кажав 2004-та европски шампионат организиравме, ова е втор од сениорска конкуренција, и пред 2 години бевме организатори на светско првенство, исто така во спортската сала во Кале. Исто така многу успешно, сите беа презадоволни и овој пат, и тогаш, значи сите учесници понесоа многу убави спомени и за време на надпреварот и после надпреварот, значи беа презадоволни во секој поглед. Колку е тешко да се организира еден ваков настан? Многу. Значи се ти треба одмор пак 20 години за да се нафатиш пак на вакво нешто. Баш така. Значи баш тој период е доста стресен, затоа што ние немаме некои луѓе кои што се на платен список, кои што ни помагаат, сите на волонтерска основа помагаат, дури спортистите и родителите и сите кои што се во организациониот тим. Мора да истакнам исто така дека имавме огромна поддршка од Универзитетот Скопје, кој што ни помогна за пропагандниот материјал, за оваа брошура која што ја изработивме специјално за европскиот шампионат. Значи, тие секогаш ни излагаат во пресред и ги помагаат и ги поддржуваат сите наши активности. Мислам дека застанавме за првиот ден, зборувавме дека нели за деца од 6 до 13 години. Тоа беше на 20 и на 21 април тогаш настапиле кадетите, јунорите и сениорите. Да. Па да, спомнав нивните резултати. Вкупно, значи вака, дечки ќе ми требате за математика. Во насловот 119 златни, но 18 сребрени и 50 бронзени медали. Колку се вкупно тоа? 50 плюс 19 плюс 18, Јас не можам да пресметам. Како и да е многу. Скоро 90. Да, така што ако мислам дека е бесмислено прашањето, дали сте задоволни од резултатот? Презадоволни сме, само што тие што беа бронзени медали можеа да бидат некои златни и сребрени, но ние сме презадоволни со самиот факт што Македонија и Србија и Израел беа најуспешните екипи од сите на европскиот шампионат. Значи, чим се бројуваме меѓу првите 3 екипи на европско ниво, тоа е огромен резултат. Значи, јас не знам кој спорт во Македонија котира така високо на европско ниво. Значи, ние не само на овој шампионат, него и години наназад, значи, зборам од осамостојување од кога учествуваме на овие големи надпреварувања од 93-та година па до ден денес. Значи, во континуитет учествуваме на овие големи надпревари и се враќаме со големи резултати. Сакам уште малку да ги потпрашам Камелија и Филип. Прво, за да се дојде воопшто да се учествува на едно вакво европско првенство е голем успех, уште повеќе да добиеш златна медала, но сигурно имате подготовки и многу откажувања од разни работи што вообичаено деца на вашата возраст имаат. Еве да почнеме од храната. Дали тренеров твој ти забранува да јадеш нешто? Мора да внимаваш и на тоа? Така? Па да, и внимавам и на тоа. Еве, например, како вака да биде некој згоден како тебе? Што јадеш, што не јадеш? Многу јаболка јадам. Јаболка, добро. Си имаш нешто пропишано што треба дневно да примиш? Дали колку калории?
Или настанов таков си згоден, роден и што да правиш, Мајка нели? природа. Мајка природа. Изгледа. Така. А во однос на спиење, мора да легнуваш рано? Да. Да. Колку сат си во кревет? Во 9 Добро. си легнувам. Сигурно? Да. Без телефон? Камелија праша Да. дел колку си легнал. Ќе преминеме се на неа, таа веќе е тинејџерка. Ајде, Камелија, да видиме твојот живот каков е, од што мора да се лишиш или пак не го чувствуваш тоа едноставно како откажување, туку дел од твојот живот. Не го чувствувам како откажување. Храната, и ти така си родена или мора да внимаваш? Па, мора и да се внимава. Мора да се сепак, внимава. да. Што, например, мора да избегнуваш? Па нездрава храна, шеќери. Онаа брза храна исто. И тие што не се здравени. Тоа што е најинтересно, да. Затоа не може секој да биде успешен. Ајде сега тоа прашањето што треба да те прашам, ти кога си Ја легнуваш? не си легнам баш многу рано. Добро, те не те испитувам до тоа. Ама како и да е, успехот си го имаш. Да. Така. Може би кога би легнувала рано, не би. Не знам за Филип, ама Камелија пред некој вакво големо надпрерување е толку возбудена што Да, она не може да спие? не може да спие воопшто. На мене е тоа и ја исто така бев. Значи кога требаше патуваме негде, ја не спиев. А тоа цела се вечер. адреналинот си го прави своето. Јас многу ви благодарам на тројцата што бевте овде. За крај само сега кога ќе прашам, знам дека следен пат кога ќе се видиме пак ќе треба да честитам. Така што уште од сега ти честитам, но еве што ви се следните планови. Па Откако се ќе се стишаат страстите, возбудите од ова. Па не очекува, прво што не очекува е еден летен карате семинар кој што традиционално го организираме на Егејското море. Значи веќе 12-та година сме на исто место, тоа е Неа Флогита, кој што ни пружа одлични услови за одвивање на вакви активности. После тоа не очекува светски куп во Лублин, Полска, на кој што учествуваме традиционално секоја година. Лани, уствари оваа година, Камелија учествувавме на еден меѓународен куп во Полска, освои 2 златни медали. И Филип лани на ова првенство што оваа година ќе учествуваме, исто така освои 2 златни медали. И као најважен настан за оваа година ни е светскиот шампионат кој што од 6 до 9 ноември ќе се одржи во Лима, Перу. Аха. Да. Аха, блази. Светски куп за деца и светски шампионат исто за кадети, јуниори и сениори. Многу ми е мило за сите вас, впрочем и за нас, со оглед на тоа што сепак ја представувате, нели, и Македонија. Особено за вас, дечки, ми е мило и се надевам дека често ќе ве гледаме овде. Знам дека не се станува рано, ама ќе доаѓаш. Тоа е составен дел. Да. Благодариме уште еднаш на поканата и поздрав до вашите гледачи.